In Touch со доктор Чарлс Стенли. Споделување на Евангелието низ целиот свет. Следно на програмата In Touch. Пред да исчекориш од Божјата волја. God has made it very clear in His Word that He has a purpose and a plan and a will for our life. Бог доволно ни појаснил во неговиот збор дека тој има цел и план и волја за нашите животи. Дали некогаш си помислил за тоа во твојот живот? Помисли на ова. Тој не само што има план, цел и волја за твојот живот, но тој го испрати Светиот Дух да живее во нас, за да го направи својот план кристално јасен. Не само за да го направи својот план јасен, но исто за да ни овозможи нам, без оглед на тоа со што се соочуваме во животот, да го живееме тој план. Ти и јас не можеме да погледнеме кон некој друг и да кажеме: ова е Божјиот план за твојот живот. Бог го открива својот план на секој од нас индивидуално. Понекогаш е појасно од порано. И бидејќи тој има волја и цел и план за нашиот живот, тој го избра најдоброто за твојот живот. Кај и да си ти, каде и да си, Божјиот збор е најдобар. Сега, дали ти ќе одлучиш да го следиш тоа најдобро или не, е друго прашање. Но, кога мислам за писмото, јас мислам за тоа вака. Најдобриот живот е живот живеен по волјата на Бог. Тоа е најдобриот живот. Сега, ти имаш избор. Ти не мора да чекориш во неговата волја. Тој има план, цел, волја. Ти не мора да чекориш во неа. Ти можеш да избереш да правиш било што и да избереш. Но би сакал да те потсетам на една работа. Кога ти избереш да живееш надвор од Божјата волја, ти избираш да ја платиш цената од непослушноста кон Бог. Колку глупаво, кога Бог, кој е полн со љубов, го има избрано најдоброто за тебе, а ти го избераш тоа што не е најдобро. Но тоа што ти мислиш дека е најдобро, кое ќе ти донесе најголемо уживање или најголемо задоволство. Кога помислувам на сето тоа, јас мислам на честопати болните последици низ кои луѓето минуваат, кога ги донесуваат нивните одлуки, а се прашуваат зошто. Зошто Бог благословува така и така на овој начин и зошто тој дозволува ова да се случи во мојот живот. Па, ние не можеме секогаш да го објасниме тоа, но една работа е сигурна. Ако ти знаеш дека живееш во Божјата волја, тој ќе го сврти тоа на добро. Кога знаеш дека живееш надвор од волјата на Бог, ти ќе страдаш за последиците од тоа. Размислувам за насловот на оваа порака. Ми требаше долго време да размислам за тоа. Насловот е ова: пред да исчекориш од Божјата волја. Тоа е насловот. Пред да исчекориш надвор од Божјата волја, што? Најдобрите последици го имаат неговиот начин. Најлошите последици го имаат нашиот начин. Но повеќето луѓе нема да го откријат тоа и да го разберат тоа се додека нема да биде доцна во нивниот живот. Ние зборуваме за Божјата волја, Божјата цел, Божјиот план за твојот живот. Каде ти си бил, каде си сега, каде имаш намера да бидеш и ако имаш намера да направиш било какви промени кои се неопходни за Бог, да може да го има неговиот совршен план во твојот живот од сега па натаму. Дали тој ни простува за минатото? Да. Дали тој сака да не подигне од таму каде што сме и да не води таму каде што тој сака ние да бидеме? Да, тој сака. Ние не можеме да го промениме минатото, но можеме да ја смениме насоката во која што живееме денес и начинот на кој што размислуваме, кои се нашите навики, каде ние имаме намера да бидеме во иднина. Ние можеме да го промениме тоа, бидејќи ја имаме личноста на Светиот Дух кој живее во нас, да не оспособи да направиме секаква промена која што е апсолутно неопходна. Затоа, јас би сакал да ги согледаш неизбежните последици од живеење надвор од Божјата волја. Сега, ти велиш добро, тоа е дел од тоа што ти го мислиш. Не. Ова не се мои мислења. Ние зборуваме за неизбежните последици кои се случиле во животот на една личност, различни луѓе, различни последици, како резултат на живењето надвор од волјата на Бог, како резултат на кажувањето. Знаеш што? Сакам да си го живеам мојот живот на мој начин. Јас знам што мислам дека јас сакам во животот и јас сум подготвен да одам и да го земам тоа. Јас сум подготвен да го имам тоа по било која цена и да е, но јас сакам да живеам на мој начин.
Ти можеш да живееш на свој начин ако избереш, но сакам да свртите во книгата на Колосјаните. Колосјаните е едно од најубавите посланија, информативни посланија во Новиот Завет. Апостол Павле зборува за тоа како да се живее христијанскиот живот. Доаѓаме до 18-тиот стих. Тој започнува таму да зборува за сопрузите и сопругите, како тие треба да се однесуваат меѓусебно со своите деца и така натаму. Потоа, тој исто така зборува за слугите, како треба тие да бидат третирани. И потоа, тој вели, слушајте го ова, почетокот на стих 23 од ова трето поглавје од Колосјаните. Што и да правете, правете го со сето срце. Тоа значи, вложете го сето срце во тоа како за Господа, како да работите за Него, а не за луѓето, знаејќи дека од Господа ќе ја примите наградата на наследството. Господ Христос е оној на кого му должиме. Понекогаш мислиме, ние само си ја правиме нашата собствена работа. Не. Вистината е дека, штом сме спасени, ја и ти стануваме служители на Господ Исус Христос. И ние не смееме да заборавиме дека секој ден ние му служиме на Него. И ако ти не размислуваш на Него, и ако не го читаш Божиот збор, ако не се молиш наутро пред да го започнеш својот ден, се е за тебе и твојата работа и твоите пријатели. Но писмото вели дека ние сме, слушајте, што и да правите, правете го со сето срце, како за Господа, а не за луѓето, знаејќи дека од Господа ќе ја примите наградата на наследството. Господ Христос е оној на кого му служиме. Сега видете, дали го гледате тоа? Господ Христос е оној на кого му служиме. Кога ќе се разбудиш утре наутро, запомни го тоа. Што и да правиш, каде и да работиш. Исус е оној на кого му служиш. Тој е оној на кого му даваш сметка за што правиш. Сега гледајте го ова. Зошто оној кој прави неправда ќе ги прими последиците од она што го направил и тоа без пристрастност. Погледнете го тој стих. Зошто оној кој прави неправда ќе ги прими последиците од она што го направил и тоа без пристрастност. Сега ние зборуваме за неговата волја, неговата цел, неговиот план и тука има предупредување. И предупредувањето е едноставно ова. Ти не можеш да живееш надвор од волјата на Бог и да бидеш среќен. Можеш да се обидеш и да бидеш успешен. Може да бидеш успешен во некои области, но не кога се работи за живењето. You stand before him, you'll give account to your opportunities and the way you responded. Notice what he says, no partiality. Па тој вели, забележи го како тој го кажува тоа. Тој вели, зошто оној кој прави неправда ќе ги прими последиците од она што го направил. И која е последната фраза? И тоа без пристрастност. Тоа значи, не прави никаква разлика со што се занимаваш. Божите закони се однесуваат на секој еден од нас на истиот начин. Кога стојам пред него, јас давам сметка за сите мои можности и за начинот на кој што сум одговорил на нив. Ти стоиш пред него, ти ќе му дадеш сметка за твоите можности и начинот на кој ти си одговорил. Забележи што вели тој, без пристрастност. Размисли на тоа. Бог е непристрасен, нема пристрасност. Тоа значи, јас нема да поминам со нешто заради некој друг, ниту пак вие. Ние стоиме пред светиот Бог кој ни ја дал нам неговата цел, неговата волја, неговиот план за нашиот живот и ние ќе застанеме пред него и ќе му дадеме сметка за тоа. Тоа ме подсетува на овој стих од Галатјани, глава 6, стих 7. Што човекот ќе посее? Писмото вели, тоа и ќе жнее. Во неговото семејство, помеѓу неговите пријатели, колеги, здравието, верата, што и да може да биде. Што сееме, тоа и ќе пожнееме. Потоа вели во Броеви, поглавје 32, 23 стих. Бидете сигурни дека вашиот грев ќе ве пронајде. Не само некои луѓе, туку секој од нас. Па еве три изјави. Нема пристрастност, ние го жнееме она што го сееме и нашиот грев ќе не пронајде. Така, ние имаме избор. Јас можам или да ја следам Божјата волја, што е најмудрата работа што можам да ја направам, или јас ќе изберам да си одам по свое. И не постои пристрастност кај Бог. Ако одлучам да си одам по свое, јас ќе пострадам од резултатите. Ти избераш да одиш по свое, ти страдаш од резултатите. Нема исклучок. Сега, она што јас сакам да направам е да те однесам низ едно кратко патување. Но она што значи кога ќе исчекориш надвор од Божјата волја, бидејќи тоа го зборуваме,
фразата насловот е пред да исчекориш од Божјата волја. А пред да исчекориш надвор од Божјата волја, ајде да го погледнеме ова. На Адам и Ева се им беше совршено. Немаше потреба од никакви додатоци и подобрувања во Едемската градина. Тие избраа по акт на својата волја да му бидат непослушни на Бог, да го послушаат погрешниот глас и да исчекорат надворот совршената Божја волја, каде што немаш никакви проблеми, освен да живеат во присуството на семокниот Бог со неговото совршено создание, да го уживаат животот и да уживаат меѓусебно за секогаш. Но тоа е она што тие го направија. Потоа сакам да размислите за злобата во Ноевите денови. Многу нешта започнаа од Адам и Ева, па се до Ноевите денови. И луѓето целосно прифатија да го живеат животот на начин на кој што тие сакаа да го живеат. Тоа беше толку лошо во очите на Бог. Тој рече, јас ќе го уништам сето тоа. Но Бог пронајде некого, Ное, кој одлучи да му биде послушен на Бог. Потоа Бог рече, стана толку лошо што ќе избришам се од лицето на земјата и ќе започнам се одново. Си велиш, па тоа не звучи фер. Да, тоа е фер. Гледајте го ова. Не постои пристрастност кај Бог. Ние жнееме што сме посеале. Повеќе од што сме посеале, подоцна од што сме посеале. Ти не можеш да го промениш тоа. Адам и Ева имаа се совршено, но тие си продолжија по својот пат. Во деновите на Ное беше многу лошо, но Бог го спаси него од тоа општество кое што беше тешко да се опише. Потоа секако Бог избра народ, ги именуваше Израел и тие служеа стотици години под египетско робство. И Бог избра да ги спаси нив од египетското робство. Потоа тие минуваа низ одреден период кога ги примија 10 заповеди и Бог ги поучуваше како да живеат и како да го слават Него, нудејќи им го најдоброто на нив. Тие му беа непослушни на Него. Потоа, тие му беа послушни на Него. Па повторно непослушни, но Бог имаше нешто на ум. Бидејќи неговата цел и план и волја за нивните животи беше да им подари земја, во која тие ќе може да му служат на Бог слободно. Бог да им биде нивен Бог. Тој да им ја демонстрира неговата прекрасна љубов за нив, бидејќи тој ги избра нив и тие ја имаа можноста да ја завземат земјата. Понатаму, кога времето дојде, тие рекоа, па ние не сме многу сигурни, во таа земја има џинови. И тие започнаа да го тргаат својот поглед од Бог и да го гледаат кон она за кое што слушнаа. Тие слушнаа за џиновите и за земјата. Тие слушнаа колку таа земја била полна со плодови, но тие исто така слушнаа дека таму ќе има опасности и некои луѓе би можеле да ги изгубат своите животи. Бог имаше цел, план и волја. Сега, запомни го ова. Било каква цел и план и волја, Бог има за твојот живот. Запомни го ова. Ти ја имаш семокноста, сезнајноста, сеприсутноста на Бог со тебе низ секоја една фаза од твојот живот. Дали го слушна тоа? Некој од вас да. Запомни, ти ја имаш целта, планот и волјата на Бог. Неговата семокност, сезнајност и сеприсутност кои чекорат со тебе низ се што Бог има за тебе. Но тие одлучија дека можеби нема да биде така убаво како што Исус, Навин и останатите придружници рекоа дека ќе биде и затоа нема да го направиме тоа. Тие ја поминаа ноќта плачејќи, зборувајќи меѓу себе. Сигурен сум и правејќи што? Бунтувајќи се против Бог, бидејќи тие не веруваа дека Божјата цел, Божјиот план и Божјата волја беа најдобри. Тие мислеа дека нивното е најдобро. Знаеш што беше нивното најдобро? Бог го кажа тоа. Еве го резултатот. 40 долги години назад во пустината со сите змии, барајќи нешто за јадење. Сите непријатели со кои ќе се соочиш. И тоа го чинеше нив 40 години. Цела генерација. Сега размисли за тоа, пред да направиш чекор надвор од Божјата волја. Подлечи го ова. Постои цена која треба да се плати. Секогаш има цена која треба да се плати кога ќе исчекориш надвор од Божјата волја. There's a whole generation today who have chosen to live in the desert, chosen to live in the spiritual desert. Ханаанската земја, со се она што семокниот Бог можеше да создаде за нив, тој создаде за нив. Тој би ги поразил нивните непријатели, а тие направија избор од страв и сомнеш,
слушајќи ги погрешните гласови, тие избраа да не ја земат во предвид неговата цел, да не го следат неговиот план, да не веруваат во неговата сила дека ќе го направи тоа. 40 години цела генерација загина во пустината бидејќи тие мислеа дека нивниот план беше најдобар. When you want it your way and you don't want it God's way, you can have it your way. His purpose, His plan, His will, you throw aside. Дозволи ми да ти кажам нешто. Постои цела генерација денес која има избрано да живее во пустина. Има избрано да живее во духовна пустина. Избрано да живее без Бог. Има избрано да живее одвоено од Бог. И не по Божјата цел, не по Божјиот план, не по Божјата волја, нивниот собствен план, нивната собствена волја и нивната собствена цел. Ти не можеш да го подобруваш Бог. Тој има цел, план и волја. Ова не е целта, планот и волјата на некој друг. Ова е целта, планот и волјата на светиот Бог за нашиот живот, да се биде послушен на Него среде генерација на луѓе кои не сакаат да му бидат послушни, кои сакаат да си одат по свое. Го читаш писмото. Кога ти сакаш да си одиш по свое и не го сакаш Божиот начин, ти може да си одиш по свое и на својот начин. Неговата цел, неговиот план, неговата волја, ти ги туркаш настрана. Знаете, многу луѓе, некој од нив со кои работиш, некој од нив можеби се во твојата фамилија, некој од нив се твои пријатели, не ја следат Божјата цел, Божјиот план, ниту Божјата волја, туку нивната. Има последица, има казна. God had a purpose and a plan and a will for his life to defeat the enemies of God. To defeat the enemies of God. And he had the power to do it. And you know the story. Секогаш има цена од исчекорувањето надвор од Божјата волја или игнорирањето на Божјата волја. Јас помнав дека ќе ве одведам на кратко патување да ви ја покажам повторно и повторно. Истата работа. She cut his hair. Сега, ајде да навлеземе во нешто лично. Например, ајде да го земеме Самсон. Бог го благослови Самсон со прекрасна, скоро чудесна моќ. Тој му даде една тајна и му кажа: ти не смееш никогаш да ја истрижиш твојата коса. Денот кога ќе ја истрижиш својата коса, ти ќе ја изгубиш твојата сила. И така, во раните години од неговиот живот, тој ги поразуваше злобните повторно и повторно. Потоа, тој ја сретна Далила, непријателот кој ја пронајде Далила и понуди голема награда како таа да ја открие неговата тајна. Повторно и повторно, таа го искушуваше него, а тој ја одбиваше, бидејќи Бог имаше цел и план и волја за неговиот живот, да ги порази непријателите на Бог, да ги порази непријателите на Бог, и тој имаше моќ да го направи тоа. Ја знаете случката. Конечно, во момент на слабост, тој ја кажа неговата тајна, неговата од Бог дадена тајна, да ја истрижи неговата коса. Тој ја истрижи неговата коса. И каде заврши тој? Во затвор. Следното нешто знаете, тој ослепе. And we know what a wonderful young man he was. And he was Потоа тој одеше околу и околу во мелницата. И потоа кога тие го донесоа него за да го демонстрираат неговиот пораз, Бог го употреби во неговиот покајанички став кон Бог и тој го сруши целиот Колосеум, носејќи смрт на непријателот. Божјата цел, Божјиот план и Божјата волја за неговиот живот. Тој беше символ на силата и Божјата моќ за побожните луѓе и за се што таа му понуди, него го чинеше се. Божјиот план е совршен. Ако јас настојувам да ја имам мојата волја, мојата цел и мојот план, може да си ги имам, но не по цена. Не ја заборавај оваа проповед. Постои казна која е неизбежна за игнорирањето на семоќниот Бог. Потоа го имаме Давид. Го познааме како овчарче кој го уби Голијат. Знаеме какво прекрасно младо момче беше тој. Тој беше најдобар пријател на царевите синови. И знаеме многу добри грешка. И знаеме многу добри работи за Давид. Колку многу родители ги именуваат своите деца по Давид. Еден ден кога тој требаше да биде надвор со неговите војници, борејќи се со непријателот, тој одлучи да остане дома. Тогаш сатаната го намести. Гледај внимателно. Сатаната ќе ти постави стапица за било што, кое што е неопходно да те порази, доколку немаш цел во своето срце да живееш според волјата, целта и планот Божи. Па, мојот наслов, што е тоа? Пред да исчекориш од Божјата волја, размислувај, моли се. Размислувај, 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 моли се, сврти се кон Бог.
Тој се шеташе наоколу вечерта. Се случи да погледне преку покривот и да ја види Вирсаева таму доле како се капе. Тој виде доволно од неа за да не може да го тргне тоа од неговиот ум. Па, што направи тој? Тој заборави за Бог. Тој заборави колку благословен беше. Тој не беше ништо друго освен овчарче. Сега тој беше цар на целиот Израел. Ја имаше моќта да владее со целиот Божји народ. И за една ноќ, еден поглед, еден повик, едно прељубничко дело, тој го уништи својот живот. Постои цена која треба се плати. Кога ние ја игнорираме неговата цел, неговиот план и неговата волја за нашиот живот. Потоа, секако, Јона одлучи дека тој нема да ја изврши Божјата волја. Тој нема да им проповеда на луѓето кои тој ги мразеше, па затоа тој одлучи да отплови со брод. Ти не можеш да му помогнеш на Бог. Помислуваме на ова и се смееме. Бог имаше цел, план и волја. Неговата цел, план и волја беше: Јона, јас сакам да ти одиш во Нинивеа. Сакам да ја проповедаш вистината за тие да можат да се спасат. Тој имаше толку предрасуди против ниневејците, што тоа беше последната работа што сакаше да ја прави. И тој одлучи немарно, баш како што луѓето прават. Јас нема да го направам тоа што Бог ми рече и јас само ќе си земам одмор. Јас си заминувам од тука. Многу мажи и жени одлучиле да си заминат од Бог, за да бидат проголтани во животен стил кој тие го мразат и кој речиси ќе ги уништи, и честопати тоа и било. И што се случило? Кога Бог го доведе до работ на смртта, тој побегна од рибата и тој не можеше да стигне до Нинивеа доволно брзо. Потоа, секако го имаме Петар. Но еве нешто за него. Тој никогаш не можеше да го заборави своето патување во китот. Но тој ја заборави Божјата намера, Божјиот план и Божјата волја за неговиот живот, која беше да им ја каже вистината за Јахве Бог на нинивејците, дека тие можеби ќе бидат спасени. Тој го направи тоа и што? Тој се уште имал толку предрасуди што се жалел за Божјото спасение. Потоа, еве го Петар. Петар беше еден од Исусовите избрани ученици. Силен, одличен рибар. Тој гледаше чудо по чудо. Ноќта кога Исус беше одведен, тука тој беше во целта, планот и волјата на Господ. И некоја мала девојка погледна кон него и кажа: Јас мислам дека ти си еден од оние. Мислам дека си еден од оние следбениците на Исус. А тој рече: Не, јас не сум. Не, јас не сум. Писмото вели во овој одреден момент: Исус помина, се заврате и погледна кон Петар. Никогаш нема да ја заборавам оваа фраза во Библијата. И Петар се сети. На што се сети тој? 3 прекрасни неописливи години од чекорењето со Исус. Гледајќи го него како исцелува, прави едно чудо по друго. Оди по водата на која тој рибареше сите тие години, а тој го рече тоа: Јас не го познавам него. Пред своеволно да исчекориш од Божјата волја, подобро да размислиш 3 пати, не еднаш. Можеш ли да кажеш денес: колку што најдобро си го познавам своето срце, јас живеам во Божјата волја. Колку што најдобро си го познавам своето срце, јас сум предаден на него. Колку што најдобро си го познавам своето срце, моето сведоштво пред другите е добро, бидејќи се обидувам секој ден да живеам во неговата волја, пат и цел за мојот живот. Волја, цел, план. Тој те сака доволно за да го има испланирано најдоброто. Причината поради која ги набројувам овие одредени личности е бидејќи сакам да видиш дека има цена. Секогаш има цена. Постои цена за непослушноста кон Бог. А ти не сакаш да мора да ја платиш таа цена. Тој вели: Ако ги исповедаме своите гревови, тој е верен и праведен да ни ги прости гревовите и да не очисти од секоја неправда. Ние сите сме се согласеле со овој стих, најверојатно многу пати. Но дали си го прифатил оној кој те повика? Секој кој ќе го повика Господовото име ќе биде спасен. Дали некогаш си одговорил на тој стих? Дали некогаш си го прифатил Исус Христос како твој личен спасител? Тој не вели дека ти треба да ги преброиш повторно сите твои гревови. Ти го прифаќаш фактот дека си грешник, дека си му бил непослушен на Бог. Но ти ја имаш привилегијата на Божјата милост со исповедање на тој грев, барајќи од него да ти прости и потоа избирајќи да зачекориш во Божјата волја.
не значи дека ќе имаш совршен живот, но значи дека по неговата благодат, добрина, љубов, милост и помош, ти можеш да живееш побожен живот, бидејќи ти го имаш Светиот Дух кој престојува во тебе да ти помогне. Татко, те сакаме и те прославуваме, што ти си ни го дал нам, твојот скапоцен збор. Како предупредување, како охрабрување, како помош, како извор на сила, извор на исцелување. Нека вистината од твојот збор заплови длабоко во секое срце кое што ќе го слушне. Нека има целосна, чиста, апсолутна, неспорна промена во ставот и во делата на секоја личност која го слуша ова, која никогаш не го примила Исус за свој спасител. И секој од нас кој го има, да погледнеме во нашите животи и да видиме дали ние одиме во светлината на вистината на Исус Христос. Се молам, драг Господе, во Исусовото име. Амин. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете не на веб страната www.intouch.org. InTouch, водејќи ги луѓето ни светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службите InTouch и е возможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.